Интач со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата Интач. Гледајќи подлабоко во Божјата волја. It's most reassuring. Доста е уверувачки да се разбере дека Бог има одреден план за твојот живот, за секој еден од нас. Не е истиот план, но за секој од нас е дизајнирано она што тој го имал наум за нас, без исклучок. Ние можеби не би можеле да разбереме како Бог работи на начин на кој што тој работи на секаде низ светот, но тој го прави тоа бидејќи тој е Бог. Тој не изоставува никого. Ние можеби се обидуваме да разбереме некои нешта кои се случуваат, кои не можеме да ги разбереме, но тој има план за нашиот живот и тој има намера да го исполни тоа, доколку сакаме да му веруваме и да бидеме послушни. И овие две нешта се апсолутно неопходни. Што и да има Бог наум, што и да имал тој наум кога тој дозволил ти да се родиш и да дојдеш на овој свет, верувањето и послушноста беа двете клучни работи. Па, постави си го прашањето. Луѓето кои те познаваат, дали тие би те познавале како некој што му верува на Бог, што му е послушен на Бог, некој кој се обидува да чекори во неговата волја, или пак тие само те познаваат како личност која што само прави било што ќе ти дојде, и само сакаш да бидеш среќен, сакаш да бидеш успешен и сакаш да се вклопиш во светот. Бог не допушти да се родиш само за да правиш некоја стара работа која што ти ја сакаш. Тоа не беше неговиот план. И повеќето луѓе ќе го живеат нивниот цел живот и никогаш нема да го постават прашањето: кој е Божјиот план за мојот живот? Која е неговата волја за мојот живот? Откако ќе започнеш да го поставуваш тоа прашање, тоа те носи подлабоко и подлабоко во целосната перспектива за Божјата цел во твојот живот. Кога мислам на тоа, мислам за еден стих кој се наоѓа во 103-тиот псалм. Бидејќи прашањето кое што се поставува е: како може Бог да го прави ова, тоа и нешто друго и така натаму. 103-тиот псалм, 19-тиот стих. Ти би требало да го означиш овој стих во твојата Библија доколку не е означен. Тој вели: Господ го постави својот престол во небесата и неговото царство владее над се. Погледни го тоа. Неговото царство владее над се. Тоа значи, без оглед што се случува, Бог е одговорен и тој е во контрола. Може да изгледа како тој да не е во контрола, но тој е. Ги слушаме сите вести, подеми, падови, и јас сум за ова, јас сум за тоа, јас сум против ова, против тоа и така натаму. Каде е Бог во сето ова? Таму каде што тој секогаш бил. Тој е во контрола. Тој ќе ни дозволи да правиме нешта понекогаш кои изгледаат глупаво, кои се катастрофални, деструктивни, но честопати тој не сопира и понекогаш ние имаме потешкоти да веруваме дека Бог не е вклучен во се на начинот на кој што луѓето делуваат. Кога помислувам на овие стихови и за неговата сувереност, јас мислам на тоа што Еремија му кажа на Бог. Тој кажа во 32 глава: Ах, Господи, Господи, Ти ги создаде небото и земјата преку Твојата голема моќ и со Твојата подигната рака. Ништо не е невозможно за Тебе. Сега, доколку јас и ти веруваме дека се беше во Божјиот дофат и Божјата моќ и дека ништо не е толку тешко за Него, ние би действувале малку поинаку. Ние би се сомневале во некои нешта. Ние би сакале да бараме повеќе од неговите ветувања, бидејќи Бог е во контрола. Неговата сувереност владее над се. Па, без оглед на тоа што се случува во светот, Бог е се уште во контрола. Проблемот е што толку многу луѓе не веруваат во тоа. Јас гледав телевизија еднаш и си помислив: колку жално. И тоа продолжува и продолжува, се додека конечно треба да станеш и да го исклучиш и го поставиш прашањето: Господе, дали некој слушнал за Бог? Дали некој слушнал за Јехова, Јахве, Елохим во Стариот Завет, Бог на сите богови, единствениот вистински Бог, Бог кој ја има сета моќ да ги прави сите нешта, некој кој верува во Него, има доверба во Него или чека на Него за насока. Ако слушаш или гледаш, а не го читаш Божиот збор, можеш многу да се обесхрабриш. Така, насловот на оваа порака е: гледајќи подлабоко во Божјата волја. И јас сакам да зборам најпрво за трите главни поделби во Божјата волја.
трите категории. Првата е Божјата предодредена волја. Оние нешта кои тој ќе ги направи неодменливо, непроменливо, безусловно. Ова се нештата кои Бог може да ги направи со неговата моќ и неговата љубов и нештата кои никој не може да ги запре. Тој е во контрола, тој е суверен над целиот универзум, неговата предодредена волја, што значи предодредена. Тој веќе одлучил одредени нешта. Овој свет може би изгледа како да се врти наоколу, надвор од контрола, но Бог е во контрола за било што и да се случува. И од време на време ќе слушам некој како вели, па ќе ти кажам, знам што се случува во мојот живот и не ми треба некој да ми каже што се случува. Може би треба да сватите дека некој е поголем од вас, а тоа е дека Бог знае се за вашиот живот и тоа е единствената личност што очено треба да ја слушате. Тоа е единствениот кој има суверена контрола над сите работи. Потоа секако има Божја морална волја. Неговата морална волја најдобро е објаснета во 10 заповеди. Бог има морална волја. Не ќе крадеш, лажеш, вршиш прелюба и така натаму и така натаму. 10 заповеди. И секаде низ писмото постојат некои нешта кои Бог ги забранил. Дали тоа значи дека тие не можат да се случат? Не. Тоа значи дека не е Божјата волја за нив да се случат. Не е најдобро да се случат. Ке чини нешто ако се случат. Катастрофално е да се случат, бидејќи тоа е Бог кој ни дава слобода до одреден степен. Оваа морална волја е таму каде што ние запаѓаме во неволја. Ние одлучуваме дека сакаме да ги направиме нештата на наш начин, тогаш кога сакаме да го направиме. Ние си наоѓаме објаснување. И сепак, кога ги прекршуваме 10 заповеди, ги прекршуваме учењата на Исус. Постои цена која треба да се плати. И не постои замена за послушност. Нема никој поголем од Бог. И кога слушам некои од нештата кои луѓето ги кажуваат во врска со тоа, ние ќе го направиме ова и ќе го направиме тоа. Има Бог кој крајно одлучува што ти ќе направиш и што нема да правиш. Тој дозволува непослушност и бунтување, но само по цена. Гревот не е ефтин, бунтовништвото кон Бог не е ефтино исто така. И ги слушам луѓето како зборуваат за тоа што ќе прават за ова и за сите нешта кои што се случуваат. Тие сакаат слобода да го прават ова, она и други работи, без, слушајте, без чувство на одговорност кон суверениот Бог на универзумот. Ние сите сме одговорни пред Него, го сакале тоа или не. И потоа секако е Божјата посакувана волја, оние нешта кои тој ги посакува за нас, неговата посакувана волја за нас. Па ајде да започнеме со спасението. Бог посакува да сме спасени. Тој посакува да бидеме крстени. Тој посакува да чекориме по неговата волја. Тој посакува да научиме да се молиме и да научиме да ги следиме неговите учења од писмата. Неговата волја е да учиме да му бидеме послушни на него во раните години од животот. Неговата волја е да учиме да го слушаме него, да го следиме него и да признаеме дека тој е крајниот водич во животот. Па така, за јас да бидам послушен, јас треба да знам што е неговата волја. Како јас може да знам која е неговата волја? Каде ќе дознаам? Ти го слушаш вистинскиот Божји збор и го читаш Божјиот збор и веруваш во Божјиот збор. Доколку ја сакаш Божјата вистина, ако сакаш да знаеш како да го живееш својот живот, за да бидеш послушен, ти треба да го знаеш Божјиот збор. Не ја кревај раката веднаш. Кога го велам тоа, се обидувам да те прикријам. Ха. Колку пати оваа измината недела ја зема Библијата и прочита некој стих. Имаш 7 дена во неделата, 24 часа дневно. Имаш толку многу работи на твојот распоред кои што треба да ги правиш. Многу работи кои што не треба да ги направиш, а кои што сакаш да ги направиш. Не работиш цело време, имаш слободно време. Колку од тоа слободно време го минуваш, прашувајќи го Бог. Господе, што со ова? Дали ние би требало да ја купиме таа куќа? Дали треба да го купиме тој автомобил? Дали да му дозволам на мојот син да оди на факултет тука? Дали да ја дозволам на мојата керка да излезе со овој дечко? Дали ќе му дозволам на мојот син да биде дел од тој клуб? Со други зборови, кога последен пат си го прашал оној кој го знае одговорот на се во врска со неговата волја? Што тој сака? Дали не би се согласил дека Бог секогаш ќе го сака она што е најдобро за вас? Колку од вас веруваат во тоа? Кажете амин. Тој секогаш ќе го сака она што е најдобро за тебе. Вие навистина верувате во тоа, тогаш зошто не го прашате него? Зошто правите толку многу одлуки без да го прашате него? Гледајте го ова.
Тој има волја, цел, план. Тој знае што е најдобро за нас во секоја една околност од животот и тој не поканува да го прашаме него. Молете се и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Бог сака да ни ја покаже неговата волја. Ова е смелоста која што ја имаме во него, доколку побараме нешто во согласно со неговата волја, тој ќе не слушне. Иако знаеме дека тој не слуша, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги побаравме од него, тогаш зошто да не навлеземе во Божиот збор и да дознаеме: Господи, што би сакал ти да направам во оваа одредена ситуација? Што бара послушноста од мене? Дали ова одговара на Божјата волја или не? И причината поради која луѓето се во толку големи долгови е бидејќи тие трошат без да ја побараат Божјата волја. Слушајте, ова е голем проблем во оваа земја. Заложеноста е голем проблем. Ти ќе речеш: но каква поврзаност има тоа со Библијата? Па само почни да ја читаш и ќе дознаеш. Бог има многу што да каже за парите и за тоа да не бидеш во долгови. Кога размислуваш за тоа, еден греб води кон друг. Бог има волја за нас. Неговата волја е секогаш најдобра за нас. Секогаш најдобра за тебе. Неговото да е најдобро, неговото не е најдобро, бидејќи тој го сака најдоброто за нас. Па кога мислиме на Божјата волја е Божјиот најдобар план за нас. Сега ти велиш: па мојот живот е измешан и не знам каде да се свртам следно. Па дозволете ми да ви дадам уште една поделба на Божјата волја, и тоа е неговата лична волја за вашиот живот. Ние можеме да ја поделиме во 3 категории. Како прво е неговата намерна волја. Што Бог имал наум за тебе? Не знам кои биле твоите родители, како тие те одгледувале, но што Бог има наум за тебе? Помисли на тоа за момент. Неговата намерна волја. Што имал тој наум уште пред да се родиш? Што тој имал наум за твоето образование? Што имал тој наум, например, за духовните дарови? Кога поверува во Исус Христос како твој спасител, ти беше, слушајте, ти беше даруван со способност, таленти и вештини да го правиш она што Бог сака ти да го правиш. И кога се навраќаш назад во раните години од твојот живот, ти размислуваше за кога ќе пораснам, ќе бидам ова и ќе бидам тоа и така натаму. Дали некогаш си го прашал Бог што тој сакаше ти да правиш? Ти велиш: па како знаеш што Бог сака ти да правиш? Доколку седиш тука и не ја знаеш Божјата волја за твојот живот, можеби никогаш и не си го прашал него. Можеби размисли за ова. Дали некогаш си паднал на колена и си кажал: Боже, јас не сакам да го трошам мојот живот. Сакам мојот живот да вреди. И ако сакам мојот живот да вреди, и ако ти ми помогнеш и одговориш на мојата молитва, јас треба да ја молам вистинската работа, пошто е тоа што ти сакаш јас да го правам. Многу малку млади луѓе денески ти зборуваат на тебе за Божјата волја, за нивните животи, бидејќи тие никогаш не помислиле на тоа, дека Бог кој е суверен на целиот универзум, има план за твојот живот. Дали ти како родител некогаш си седнал со твојот син или твојата ќерка и си рекол: ајде да зборуваме за едно од најважните работи во твојот живот. Па што е тоа? Тие можеби мислат на нивното образование. Не. Која е најважната работа во твојот живот? Божјата волја. И јас ќе ви кажам, ова е вистина, не можеби, туку вистината. Секоја вечер кога бев дома со моето семејство, од кога моите деца се родија, јас се молев покрај нивниот кревет заедно со нив. Тие немаа идеја за што зборувам јас, дека Бог ќе им ја покаже дека Бог ќе им ја покаже неговата волја за нивните животи многу рано. Внимавајте, ние чекаме да биде премногу доцна за да ги направиме важните работи. Најважната работа која некогаш тие ќе ја научат, која е Божјата волја. Значи, волјата Божја се однесува на секоја област од нашиот живот. И кога мислиш на тоа за себе си, во твојата струка, например, кога одиш да бараш работа, дали само бараш работа или ќе кажеш: Господи, што ти сакаш да направам? Сега размислувај за ова некој момент. Вистинската личност која треба да ја прашаш најпрво е Бог. Каде ти сакаш јас да работам? Што ти сакаш да направам? Како ти сакаш да го инвестирам мојот живот? Размислувај за ова. Како што деновите минуваат, твоето и моето време одминува. Дали не мислиш дека одминува? Кога ќе дојдеш на моја возраст, разбираш дека минува.
Ти не застануваш, ти не се откажуваш, ти не се грижиш, ти не се заплашуваш, ти му веруваш на Бог. Ти ќе го направиш секој ден да вреди. Но дали согледуваш дека Бог има план, дека тој има одговор за сите тие прашања кои што ги имаш? И многу често тоа се прашањата кои треба да ги донесеме пред семоќниот Бог. Ние само носиме одлука. Гледајте го ова внимателно, бидејќи ние носиме одлуки врз основа на човечкото знаење, ограниченото човечко знаење и на чувствата кои често се неочекувани, изненадни. И честопати, за да му угодиме на некој друг, единствената личност на која сум задолжен да ја угодам согласно со Божиот збор, е семоќниот Бог. Јас имам должност да му удоволам Него, сакам да му угодам Него. Паметна работа која треба да се направи, мудра работа која треба да се направи, е да се угоди на Бог, бидејќи внимавајте, ако ти го познаваш Него, го знаеш ова. Тој го сака само најдоброто за тебе. Амин. Но, видете, многу родители не можат да го кажат тоа. Тие го сакаат тоа што изгледа најдобро пред нивните пријатели и соседи, дека нивните деца возат ваков автомобил или носат таква облека. Ние ги уништуваме нив. Божјата волја е едно од најважните работи во твојот живот. Но ти велиш, зашто би требало да го прашам Бог? За се. Со други зборови, што е толку неважно за кое што не треба да зборувам со Бог? Па што кажува тој? Тој има волја за нашиот живот и ние ја имаме неговата намерна волја за нашите животи. Неговата случајна волја која што значи што? Неговата случајна волја е ова. Па, јас оплескав тука, но го исправив мојот живот со Бог и го предадев мојот живот на Него и ние добивме еден нов почеток. Но, зошто постои случајна волја? Бидејќи Бог не познава и тој знае дека нема да успееме. Тој знае дека ние ќе донесеме погрешни одлуки понекогаш. Тој знае дека ние сме луѓе, како што велиме. И тоа е неговата случајна волја. Дали тој не исклучува нас? Не. И ние живееме во нашата случајна волја со помалку, честопати постигнувајќи помалку, да сме задоволни помалку, помалку спокојни, помалку, бидејќи не застануваме да го прашаме најпрво Него. Кога ќе застанеме и го прашаме Него, тој е подготвен да не поправи. Некој нешта ќе ги поправи, но некој нешта тој нема да ги поправи заради околностите. Така, неговата случајна волја значи тука сум, тука е нередот кој го направив, ова е колку далеку дојдов. Сега, Господи, што ти сакаш да направиш со мене во овој момент? И слушајте, постои Божјата моментална волја. Тоа значи, што тој сака ти да направиш сега во твојот живот? Која е неговата волја денес во твојот живот? Не можеш да го промениш утрешниот ден, но ти со сигурност можеш да направиш промена за утре, бидејќи утрешниот ден е привилегија. Тоа е можност и Бог е со тебе, неговата моментална волја. Која е неговата моментална волја за она што тој сака ти да направиш денес? Например, ајде да завртиме во Јаков за момент. И ајде да го погледнеме овој пасус во 4 глава, да погледнеме во 13 стих. Слушајте сега вие кои велите, денес или утре ќе одиме во овој или оној град и тамо ќе останеме 1 година и ќе тргуваме и ќе спечалиме. Зарем тоа не звучи како луѓето денес? Еве што ќе направам. Јас ќе направам нешто големо. Вие кои не знаете што ќе биде утре, вие сте пареа која се јавува за миг и потоа исчезнува. Место да зборувате, ако Господ сака, ќе живееме и ќе го направиме ова или она. Вие сега се фалите во својата надуеност. Секоја таква фалба е зла. И така, кој знае да прави добро, а не го прави, грев му е. Па, додека го гледаш твојот живот, постави си го прашањето. Што со тоа како го минуваш твоето време? Што со тоа како ги трошиш твоите пари? Што со тоа? Кои се твоите пријатели? Врските, нештата кои ги купуваш, твоето сведоштво? Ти велиш, па Бог не се интересира за малите нешта. Како што, например? Бог е лично заинтересиран за тоа што мислиш ти, што кажуваш, што правиш, како функционираш. И ти не живееш во вакуум, ти живееш во свет кој престојува во твојот дух од живиот Бог, кој те опремил и ќе те опреми да ја вршиш неговата волја секој ден. Целиот ден, ако си подготвен да го предадеш својот живот на Него и му се принесеш на Него. Кој е твојот потенцијал во овој момент во твојот живот, само Бог знае, но најверојатно е многу поголем отколку што мислиш дека е. Ти велиш, па направив доста грешки. Кој не прави грешки?
различни видови на грешки. И оваа грешка може да биде трагична за некого и грешката на оваа личност може да биде многу потрагична отколку другата. Тоа не е работата. Работата е, Боже, во оваа насока сме Ти и јас, Боже. Ако нешто не достига во мојот живот, што е тоа, Господи? Каде и да сум направил некоја грешка, покажи ми каде е тоа. Било што кое е потребно да го исповедам и да се покајам. Било што кое е потребно да ти го предадам на Тебе, кој што никогаш не сум го предал. Боже, го сакам Твоето најдобро во мојот живот. Запрашај се себе си, кога ќе се свртиш и погледнеш назад во твојот живот, во времето кога беше мал пред да бидеш тинејџер или тука некаде, погледни назад во твојот живот. Што ти би променил? Ние сите најверојатно би промениле нешто. Така? Ние сите би промениле нешто. Погледни назад во твојот живот. Што ти би променил? Второто прашање е ова: зошто ти дојде толку далеку, мислејќи дека некако би можел да успееш без Бог? И размисли за ова. Кога му го довери животот на Господ Исус Христос како твој спасител и кога беше крстен и се приклучи во црквата, дали му го предаде твојот живот на Господ тогаш? Кога размислувам на ова, ме преплавува тоа дека Светиот Дух кој е суверен на целиот универзум ме сака доволно за да ми ја покаже неговата волја и да ја покаже на секој кој е подготвен да праша. Дали си подготвен да му веруваш на Бог таму каде што си, со она кој што си, со твоите грешки тука и твоите успеси таму, нештата кои се добри во твојот живот, нештата кои не се, дали си подготвен да му кажеш на него: Господи, Ти знаеш се за мене. Ти знаеш колку многу оплескав. Барам од Тебе да ми ги простиш моите греови и јас знам дека немам години и години за да ги поправам работите. Но, Господи, дали ќе ми помогнеш да го поминам остатокот од мојот живот на начин на кој Твојата случајна волја, околностите, ќе бидат такви какви што се? Дали ќе ми помогнеш да го живеам мојот живот на начин на кој што Ти сакаш? Остатокот од мојот живот на начин на кој што Ти сакаш да го живеам, дали ќе ми го кажеш тоа на него? Дали ќе му го кажеш тоа на него? Немој да бидеш измамен од ѓаволот. Видете, ѓаволот вели: премногу е доцна, премногу е доцна. Игнорирај ја оваа проповед, премногу е доцна. Не е премногу доцна се додека ти дишеш за да се помириш со Бог. И твоите прилики може да ги снема, но може да има повеќе прилики отколку што ти замислуваш. Може да има начин на кој Бог може да те употреби, на кој што ти не си ни помислил. И причината поради која не си размислувал за тоа е бидејќи ти не си го прашал Бог за нив. Јас ти велам, не се откажувај, барај од Бог да ти покаже: Господи, околностите се тоа што се, јас го пропуштив овој дел, Твоите околности тука, но Господи, Ти ќе ми простиш, Ти вети дека ќе ми простиш. Господи, кој е следниот чекор во мојот живот? Мојот живот е тоа што е. Кој е следниот чекор, Боже? Дали би бил спремен да му кажеш на него денес: Господе, следниот чекор во мојот живот, јас ќе го направам. Што и да ми кажеш да направам, Боже, јас ќе го направам тоа. Дали би бил подготвен да му кажеш на него денес? Дали му веруваш доволно за да му кажеш дека што и да бара тој следно од тебе, ти ќе го направиш тоа? Дали му веруваш доволно за да го направиш тоа? Или пак дали само седиш тука и го слушаш ова и мислиш: да, но ти не ги знаеш моите околности, никој не ги знае околностите на сите. Јас само прашувам дали си спремен да му веруваш на Бог. Секој од нас треба да му верува. Што и да се случува во животот, ти имаш привилегија. Имаш привилегијата да зборуваш со Светиот Бог, кој ја има сета моќ и сета љубов и сета власт, кој ќе те земе оттаму каде што си и ќе направи нешто во твојот живот, што ти најверојатно никогаш не би можел да замислиш. Но дали ти си спремен да се дадеш самиот себе на него за да видиш што тој ќе направи, што Бог ќе направи во твојот живот, ако ти целосно го предадеш твојот живот на него? Мислам дека ти ќе бидеш изненаден, пријатно изненаден. Дали имаш храброст да кажеш: Боже, јас верувам дека ти имаш волја за мојот живот. Знам дека ти не си задоволен со тоа како живеев, но денес барам од тебе да ми простиш. Би можел да обвинувам други луѓе, но јас нема да обвинувам никого. Барам од тебе да ми простиш. И почнувајќи од денес, кога излегувам надвор од вратите на оваа црква, јас чекорам предаден на Твојата совршена волја. Било каква и да е, ќе правам било што и да ми кажеш и ќе верувам. Боже, бидејќи си прекрасен Бог на љубовта, љубезноста, добрината и обновата, ти ќе ме земеш и ќе го направиш она што е најдобро во мојот живот, од сега па натаму.
And I'm going to believe, God, that because you're an awesome God of love and kindness and goodness and reconstruction, you'll take me and you'll do what's best in my life from this point on. Вау, колку прекрасна разлика може Бог да направи во твојот живот ако ти сакаш. If you're willing. And Father, how grateful we are. Татко, колку сме благодарни што ти си Бог кој простува, очистува, обновува. Сите добри начини на кои што работиш во нашиот живот. И јас се молам да секоја личност која што ја слуша оваа порока да биде длабоко убедена, длабоко инспирирана. За некој тоа ќе биде доста болно, но доволно искрено за да се предадат себе си на тебе и да видат што ти ќе направиш за остатокот од нивниот живот. Ох, Боже, ова е мојата молитва за остатокот од нивниот живот. Што Бог ќе направи за остатокот од мојот живот? И татко, ти си полн изненадувања. Ние знаеме дека тоа е вистина, полн со прекрасни изненадувања. Можеби ние мислиме дека не сме вредни за тоа или дека никој не се грижи, но ние знаеме дека тоа не е твојот став. Тоа само чекаш на нас да кажеме: да, Господи, за ти да ја започнеш твојата обнова во нашиот живот кој што ќе не промени за секогаш. И тоа е мојата молитва денес, во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.